Во врска со реакциите на министерката за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, и контроверзниот историчар Божидар Димитров за констатацијата на председателот на Русија, Владимир Путин, дека писменоста во Русија стигна од Македонија од словенските просветители Кирил и Методи, председателот на Македонската алијанса, Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски, го соопштува следното. Јалова е полемиката во бугарската политичка јавност за епохалната улога на светите браќа Кирил и Методи, чија благородна мисија е цивилизацијска придобивка за сите народи, кои ги негуваат словенските традиционални и културни обележја. Председателот на Русија, Владимир Путин, го констатираше општо познатиот историски факт дека Кирил и Методи се македонци, кои на словенските народи им ја овозможија азбуката и писменоста. Благодарение на нив милиони луѓе се служат со кирилицата и изразуваат благодарност за нивниот лик и дело, славејќи го 24 мај. Она што загрижува е што една огромна придобивка за европската култура повторно се искористува од бугарската политика за да се фалсификува историјата и да се оспорува македонскиот национален идентитет. Зарем Божидар Димитров смета дека во Русија нема историчари кои работат со факти. Ниту Скопје и Охрид некогаш биле бугарски градови, ниту светите браќа Кирил и Методи биле бугари, ниту пак македонците и бугарите се ист народ. Горка вистина е дека со Букурешкиот договор од 1913 година е направена историска неправда, заради која Пиринска Македонија и припадна на Бугарија. Затоа воопшто не е случајна негаторската политика која се спроведува од бугарските власти, кои тврдат дека во Бугарија не постојат македонци, не се регистрира Илинден Пирин, спротивно на сите пресуди на Европскиот суд за човекови права. Сметаме дека најмалку што му е потребно на Балканот сега е пропагирање на национализам, која ги разбранува старите духови и голема национални идеи. Македонската алијанса секогаш ќе се залага за добрососедски односи, но врз принципиелни основи, кои ќе значат взаемно почитување и признавање на историските факти. Никогаш нема да дозволиме некој да го оспорува македонскиот национален идентитет.